Председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред на денешната седница избор на уставни суди, навистина ми е жал и за уставноста, и за законитоста, и за колегите кои што се предложени, што мора да поминат низ ваков процес на понижување овде во собрание, затоа што, за жал, она што говоревме на комисиите излезе дека е точно, а тоа е дека уставните суди во Република Македонија, за жал, не ги избира собранието, туку се избираат на коалициони средби. На коалициони средби, на истите коалициони средби на кои што се договараат чии компании колкава државна помош ќе земат, на истите коалициони средби на кои што се договараат кој колкави тендери ќе земе и за која фирма, на кој роднина, на кој кум, на истите тие средби се договараат и кои ќе бидат суди на уставните судови. Жално е тоа и за колегите кои што треба да бидат избрани, жално и за демократијата, жално и за нашиот парламент. Затоа што Уставниот суд се наоѓа надвор од тројната поделба на власта. Уставниот суд е посебен орган, утврден со уставот, посебен уставен орган и неговата организација, структура, состав, начин на работење е утврдено и произлегува директно од уставот. И тој е директно одговорен за чување на уставот и на законитост. Многу е важно да се грижиме за поделба, односно Уставниот суд да се грижи за поделбата на власта, затоа што нема повисок устав од уставот, нема повисок закон од законот и на никого, повторувам, ниту на коалицијата која што е на власт, не смее да и припадне повеќе власт од она што и го дозволуваат уставот и законите. И она што е важно, никој не смее да биде понижен и ничии слободи и права за гарантирани со уставот не смеат да бидат понижувани и оспорувани на ниту еден начин. Начинот на избор на уставен суд и на уставни суди овде само докажува дека ние го правиме спротивното од она кое што треба да го направи Уставниот суд. Затоа што почитувањето на деловникот и почитувањето на процедурите овде во собрание треба да бидат гарант на уставноста и на законитоста, меѓутоа за жал, со самото тоа што добивме 2 наместо 3 предлога од единствена точка на комисијата, а точката е наречена избор на уставни суди. И замислете, председателката на комисија за избори и именување доставува предлог со само 2 предложени уставни суди, а останува точката и понатаму онака како што е влезена во процедурите, а тоа е избор на уставни суди. Македонскиот јазик и лингвистика разликуваат еднина и множина. Насловот, самиот наслов на точката е избор на уставни суди. Како ќе продолжи комисијата да работи за избор на последниот уставен судија, кога и на собраниската, и на страната на собранието, и во службите ќе видите дека е наречена избор на уставни суди. Како успеа една точка на дневен ред да се подели и да заврши од 3 точки на дневниот ред? Символично. Една за законодавната, една за извршната, една за судската власт, или една за ДУИ, една за СДСМ, една за другите чинители во власта. Како што реков, на начин на оние средби во коалицијата, на истиот начин на кој што се договараат тендерите, за жал се договараат и уставните суди. А ќе ве потсетам една работа. 9 годишен мандат со имунитет. И за ова парламентарно мнозинство кое што не сака да се соочи со владината доминација овде во собранието, сакам да ви биде јасно дека собранието нема никаква надлежност над Уставниот суд. Собранието не може да инвалидира одлуки на Уставниот суд. Собранието не може да ги отповика уставните суди. Вашата надлежност завршува овде. И додека во другите држави процесот на избор на уставни судии треба да биде празник и момент кога треба да се договорат опозицијата и позицијата за консензуални кандидати. Во Италија се избираат со 2/3
или со 3/5, и при тоа мора да бидат предложени од опозицијата, а да се прифатат од позицијата. И погледнете, ние имавме совршена можност да го оствариме тоа со составот на Комисијата за избори и именување. Затоа што во моментот кога требаше да започне постапката во Комисијата за избори и именување, мнозинство имаше опозицијата поради превратот кој што се случи како резултат на локалните избори, на кои граѓаните пред една година точно ви кажаа што мислат за вас. И постојано велите дека собранието ја отсликува волјата на граѓаните, а при тоа кога истата волја требаше да биде отсликана во Комисијата за избори и именување, рековте не ја прифаќаме ваквата волја. Кога таа волја треба да биде отсликана во парламентарно мнозинство кое што го кроите со коалициони преговори, на кои што ги разграбувате огромните заеми со кои што задолжувате поколенија во Македонија, тогаш ја отсликуваат волјата. А кога истата волја беше прелеана во Комисијата за избори и именување, видовте што ни се случи овде. Председателот на собранието јавно на национална телевизија вети дека нема да дозволи неделовничка промена на член на Комисија за избори и именување, за наредниот ден да биде свикана седница овде во собрание и да гледаме како по член 118 од деловникот кој што се однесува на разрешување на носители на јавни функции, да гледаме како колега пратеник беше отстранет од Комисијата за избори и именување. Зошто го велам ова? Затоа што еве го дојде моментот. Јасно е дека во нашиот систем изборот на уставни суди го прави пленумот и мнозинството во пленум. Меѓутоа, ако дојдеше предлог од Комисија за избори и именување, во кој што реално беше отсликана волјата на граѓаните во моментот после локалните избори, немаше да може да се прави овој инженеринг кој што вие го правите овде. Немаше да може да се прави ова прекршување и на уставот, и на законите, и на деловникот. Се со една цел, а тоа е хипертрофија на извршната власт која што има само една цел, да го ограби овој народ. И погледнете ги вашите гласачи, почитувано парламентарно мнозинство. Излезете, разговарајте со луѓето кои што вас ви избрале. Погледнете кои цени ги плаќаат, затоа што живееме во држава во која што имаме над 18% инфлација, и тоа, знаете како е над 18%? Храната поскапела 50%, локомотивите 0,2% и на крајот инфлација 18,7%. За жал, имаме борба за гола екзистенција. И на тие граѓани ви правите дополнително понижување со ваков избор на уставни судии. И она што дополнително навредува е замената на тези и погрешната логика која што ја правите пред македонскиот народ. Зошто го правите ова прекршување на деловникот? Затоа што мора да бидат избрани уставни судии. Ама ако мора да бидат избрани уставни судии, не мора да бидат избрани на овој начин. Погрешни силогизми. Ако мора да бидат избрани уставни судии, тогаш не мора и ова да ни се случува. Затоа што вашите сгрешени силогизми и објави во јавноста дека ВМРО ДПМН е кочи и блокира. Па во секоја држава имаме дискусија и секаде се разговара за тоа кои се уставни судии. Само кај нас од предлагачите немаше ниту еден дискутант. Се сведовте на реплики, и тоа реплики секојаш ад хоминем, во кој што ќе се напаѓа оној кој што говори, а никогаш нема да се разговара за суштината. Кои се вашите сгрешени силогизми? Ако требаше да се изберат уставни судии, тоа требаше власта да го направи навреме. Навремено требаше да се постапува, а никако на овој начин единствена точка да се разделува. Вашите сгрешени силогизми, ако мора да се изберат уставни судии, тогаш вие можете да правите се што сакате во собрание, и вашите сгрешени силогизми дека ако сме во криза можете да се позајмувате и ваши блиски компании да ги трошат тие пари, не доведува до ова дередже до кое што сме сега. И замената на тези кои што ги правите пред медиумите и овде во говорница,
не и помагаат. Реплика Жаклина Лазаревска, повелете.